внатрешни работи. Почитувам председателя на Конфедерацијата на слободни синдикати во Македонија, Благоје Ралпос, силата на новото време. Целта на оваа пресконференција е да ја запознаеме македонската јавност за незаконското работење на Оливер Спасовски, односно добиената позитивна пресуда за чланарината на СПМ. Онаа чланарина која што беше укината токму од него првиот ден откако седна на министерската фотелја. Во Македонија на прв поглед ништо. Како функционер и јавна личност, кога веќе стигнал до сомнение за кривична одговорност, значи дека министерот Оливер Спасовски прво ги заборавил неговите основни одговорности, моралната и етичката. Посебно кога и тој самиот најавуваше некакви измени во некој закон со кој во иднина ќе се бара интегритет на личност. Спасовски, се прашуваме дали вие воопшто и ги поседувате овие карактеристики на една личност која врши или вршеше јавна и крајно одговорна функција. Бидејќи еден министер, посебно за внатрешни работи, не смее да си дозволи такво самоволие, како што покажуваше ти секојдневно. Не смее министер за внатрешни работи да не почитува закон. Не смее министер за внатрешни работи да прави тоа што сака. И многу друго исто така не смее. А ти, веќе сега, поранешен министер Спасовски, си дозволи себе си, власт, си даде самоволно овластување со лист потпишан лично од тебе, се обиде да стопираш со работа и докинеш синдикат. Да, оти мислеше дека си над се. Со гордост сега можеме да кажеме дека тоа не ти помина. Поранешен министре Оливер Спасовски. Во Република Македонија сепак има правда. Од тука можеме да кажеме дека твоето самоволно решение за укинување на СПМ е поништено. Да, поништено на суд. И сега, дали знаеш што значи тоа, или ние пак треба да ти кажеме и тебе и на целата македонска јавност. Морална одговорност, етичка одговорност, оставка, а следствено на законските прописи кривична одговорност. Знаеш што нема да ги избегнеш овој пат. И не само ти. Одговорност ќе има и за твојата неспособна правничка и твојот слеп послушник, помошник за финансии. Може би правдата е спора, но не стигнува секого. Порано или подосна, почитувам. Но сепак, вие сте заслужни за нашето растење и мора да ви се одолжиме. Мораме. Ти не казни за наше добро. Ние сопраше на рината, повеќе од година дена. Од бедната полициска плата, која 5 години авер немаше да ја покачиш. Тоа за памет ни беше, дури и малку ни беше. Па затоа, дополнително, заради твојата злоба, сите синдикални представници на СПМ ги размести по други градови. По твој налог им даде на секој по 2-3 измислени дисциплински постапки. Искрати од плата, гмечеше, притискаше, да осетиме како е без пари, без 2 кифли за доручек, без подршка, а за друго и да не зборуваме. Но, благодарни сме. Може би, Македонскиот полициски синдикат го сметавте за ваше сакано дете, а СПМ го сметавте за не знаеме што. Па за споредба, еве што постигнавте со експериментот на вашето родителство. МПС, првенчето ваше, го разгаливте, обсипувавте со љубов, го величавте, го шетавте и поевте, најскапи алишта и чевли му купувавте, без николи му дадовте, месечен джепродок, како наша годишна членарина му бутавте по джебовите. Спонзорства најдовте да го рекламирате, да го прикажувате како најдобар, единствен ваш наследник, послушник со исти гени како вас. Но тој ве изневери, ве разочара, ве соголи, ве посрамоти, ве направи најнеспособен. Синдикат на полиција во Македонија, сирокот, без родители, оној кој што му ја укинавте членарината, колку за 2 кифли, е тој истиот што мислевте го шамаравте, бос сред зима, што го пуштивте пешадија до работното место, отин за карта не му дадовте. Дошто го переше,
и мразат ушите што му ги мрзнеш. Тој истиот ЦПМ само го ојачат. Цврст како камен го сторивте. Моња што ве тресна, за да ве освести го претворивте. И тој ве разголе во целост. И пред целата македонска јавност те убедивте дека си најнеспособниот министер кој некогаш постоел во Министерството за внатрешни работи. И да, одговорни сме за твојот рейтинг и пат. И никогаш да не се повториш. Се надеваме дека еден ден, за брзо, ќе одговараш за сите злодела што им ги направи на вработените во Министерството за внатрешни работи. А сега, пред да ти кажеме с Богом, Оливер, да се извиниш на сите оние кои што им направи неправди. Наш единствен и никогаш да не се повториш министре. Наш фарбач на Васади, наш министер за реклами. С Богом, Оливер. Ви благодарам. Добре. Стоп само стопи. Стоп. Ending live video. Сега види сега како. Супер. Извади го, само извади го телефонот. Чекай. Добро